Грешник Бектеши, кој повеќе од 24 часа беше на распит во полициската станица во Карпош, со лисици на рацете е однесен во обвинителството во Кочани. Со него е однесен и екс-директорот на Државниот пазарен инспекторат Горан Трајковски. Дали распитот е се уште во тек, во живо го прашувам Мартин Арсов. Тино, распитот трае околу 2 часа, нешто по 19 часот. Овде со лисици на рацете беа донесени поранешниот министер за економија Грешник Бектеши, поранешниот директор на пазарниот инспекторат Горан Трајковски и уште едно лице. Во судот во Кочани тие треба да дадат исказ пред судија на претходна постапка во рамки на предистрагата на обвинителството, а во врска со пожарот во Кочанската дискотека. Според информациите за екс-министерот Бектеши и за други лица ќе се побара определување на мерка краткотраен притвор во време траење од 48 часа. Имаме дел од почетокот да погледнеме. Чувствувате ли некаква одговорност, господине Бектеши? Чувствувате ли некаква одговорност? Чувствувате ли одговорност? Поленка. Со што ќе се браните? Чувствувате ли одговорност? Мартин, со какви кривични дела се соочуваат овие осомничени, но и сите досега осомничени? Тино, какви кривични дела се извршени од осомничените и приведените, обелодени министерот за внатрешни работи Панчо Тошковски, кој гостуваше во дневникот на телевизија Сител. Министерот додаде дека истрага се врши во рамките на Министерството за внатрешни работи. Ја гледаме изјавата. До сега морам да истакнам дека констатирани се основи на сомнение за сторено кривично дело предизвикување на општа опасност, тоа е 288 од кривичниот законник, како и 292 кривично дело тешки дела против општата сигурност, кои што се дефинирани за ваков тип на размери, значи каде што имаме смртни последици, во ставот 2 од предметниот член, и се предвидени навистина доста ригорозни казни. Од 3 до 20 години, ако не се. Така е. При што од сите оние основи на сомнение кои што ги имаме досега, од она кое што сум информирани од страна на јавното обвинителство, станува збор за една доста обемна документација, обемна истрага која што се спроведува. Кои се сомневањата за какви структури во рамки на самото министерство и што тие погрешиле? Погрешиле во делот, имаме основи на сомнение дека постојат одредени незаконитости во постапувањето при издавањето на соодветни документи кои што Министерството за внатрешни работи согласно закон ги издава. Како и во делот на действија кои што се превземани при целокупниот овој период временски наназад. За секој еден кој што ќе биде констатирано дека директно или индиректно има било какво влијание на незаконитост, а при тоа таа незаконитост не довела до овој грозоморен настан, ќе има одговорност. Мартин, колкава е бројката на осомничени лица досега и за колку мине е одреден притвор? Тино, според министерот за внатрешни работи Тошковски, осомничени се над 20 лица, од кои 11 се во краткотраен притвор од 48 часа. Во моментов се приведени и задржани 14 лица. Обвинителството за сите нив ќе побара одредување мерка краткотраен притвор. Во оваа фаза од постапката може да биде одреден само 48 часовен притвор, но по формално отворање на истрагата постои можност притворот да биде продолжен и на 30 дена.
Еве им ветувам на граѓаните дека ќе биде истрагата брза, ќе биде истрагата ефикасна и сите кои сториле инкриминирани действија ќе одговараат, со тоа што можам да дадам уште еден апел. Секако ги разбирам граѓаните дека имаат огромна тага и болка, но и гневот што го чувствуваат, бидејќи го чувствува сите, па го чувствувам и јас како јавен обвинител, но апелирам до сите дека во ова време во кое мораме смирено да се обединиме и целата своја енергија да ја насочиме кон тоа да се осигураме дека виновниците за ова дело ќе одговараат и никогаш повеќе нема да се соочиме со вакви тешки последици. Во 24-та видовме како му подпишено. Бидејќи на тоа бројче архивско на кое што се води оваа фалсификувана лиценца е кореспонденција со странски инвеститор. И тука повторно ќе кажам, да им одговорам на оние што прават полноќни пресконференции. Тука нема политика. Ќе одговарате сите, кои што сте се дрзнале на овој начин да водите политика на грбот на граѓаните и на животите кои што овие деца ги изгубија. И нема да има милост, од дома ќе ги вадиме. Ако мислат дека ќе се обидат на етничка карта да играат и на политиканство кое што вчера се обидува со тие полноќни пресконференции. Од дома за ушти ќе ги вадиме. Ово треба да го знаат. Мартин, ти известуваш од Кочани, таму се одржа денеска и протестен собир, проследен со инциденти. Каква е ситуацијата вечера, дали тензиите се смирија? Да, Тино, ситуацијата сега е мирна, протестите завршија уште од доцна попладнево. Како што кажа и ти, денеска во 13 часот во градскиот парк во Кочани започна мирен собир во чест на загинатите во запалената Кочанска дискотека. Од градскиот парк потоа поголема група на граѓани, воглавно помлади, тргна кон општинската зграда на Кочани. Општинската зграда практично ја демолира, фрлајки со камења и со јајца, искршена беше една од вратите, искршени беа и прозорци. Оттаму групата се упати кон едно од кафулињата кое е во собственост на собственикот на запалената дискотека. Ја го демолираа и кафулето, а потоа превртеа и негово возило. Да погледнеме како се одвиваат денешните протести. Така, Тино, на самиот крај, веќе кога сме кај јавните собири, само да кажеме дека собир во чест на загинатите е најавен за утре во 18 часот на плоштадот Македонија и во среда во 16 часот во Неготино. И ќе имаме и за мирниот протест во Науки, малку подоли во вестите. Мартин Арсов останува во Кочани да види вечерва во 23 часот во тие вести дали се одредени нови мерки, притвор по увидот, односно распитот што тече во обвинителството во Кочани.